Добро, почитувани новинари, прво дозволете да се заблагодарам што во недела сте присутни на оваа пресконференција, сметам дека е многу важна. И ќе ви го прочитам писмото кое што како транскрипт и материјал ми е доставено од анонимен укажувач. Во писмото пишува: Почитуван пратеник Милошовски, ви доставувам материјал од висок јавен интерес, кој замолувам да го споделите со пратениците и со медиумите како представници на јавноста. Согласно Законот за заштита на укажувачите, аудио снимката и доставениот материјал укажуваат на грубо мешање на извршната во судската власт, како и одлучувачка контрола на извршната власт врз работата на обвинителството. Материјалот сметам дека е сериозна индиција за кривична одговорност по основ на мешањето на извршната власт во работата и одлучувањето на судската власт, и јавноста има право да ја слушне содржината на овој материјал, бидејќи истиот има елементи на висока корупција и злоупотреба на службената положба и овластување на избрани и именувани лица. Јас ќе ми дозволите да ви поделам дел од овој материјал, толку колку што располагам. Повелете, може да си и да задржам, и може да ви предложам да го слушнеме и да го видиме аудио и видео материјалот. Амбиентот во моментот тоа кога се случува, как се знае по кои поставки со многу трпение треба да се оди. И го тераме целиот процес. Знае дека на Врховен суд ќе се донесе таква одлука. Без Заев не може да кажа, почекајте ќе видите одлука на Врховен суд. Тоа се случи одлуката на Врховен суд. Законот за СЈО, што го преговараме, красно го преговараме. Ако се издоговориме, тоа многу брзо ќе му стави крај. Трас готово. Ако не се издоговориме, ќе се заврши на одложен рок, но ќе се заврши одлуката на Врховен суд е донесена. Што се случува во правото? Кога има материјални докази кои ќе се обезбедени на основа на неопластени и недозволиви снимки. Снимките веќе недозволи. И обезбедените материјални докази паѓаат. Таму кај што паѓа се затвара пред мен, тоа е како донесена пресуда, не со тоа. Што е важно? Как се тоа узнае? Знае од целиот почеток. Значи, јас Јован Ангеловски беше еден од трите судии во Врховен суд, имаше и други тројца од апелационен суд, што требаше да паднат заради бегството на Сејат Коча и заради бегството на овој Јован беше онатре. Сум се смирил и сум се договорил со Јово. Точно е, ние бевме блиски, тераме блиски, јас сум таков човек. Прво не верувам секој пат дека не треба, секој пат сум верувал. Оваа политичка битка меѓу СДС и ВМРО до тука треба да застане. Заради тоа се разговори. Они поминаа границите. Знаејќи го каде се целото тоа, што ќе се случува, они и така се однесува. Знае дека ќе паднат пред него, знае дека и да не сакамо на помага. Значи готово, нема влезене на утре процес целиот. Со Јово и сум бранел во јавност и сум јадал. Цела јавност знаеше дека власта стои за Врховен суд, сам не може да врази. Новинари, почитувана јавност, би сакал да укажам дека господинот Заев претходниот пат веќе призна дека се работи за неговиот глас на аудио снимката која што беше објавена во Собранието на Република Македонија. Овој пат тоа не е тема. Тема е што господинот Заев како премиер во присуство на други нему познати лица дава експлицитно јасен исказ дека тој договарал одлуки заедно со Врховниот суд. Тоа е флагрантно мешање на извршната во судската власт и кршење на многу членови од кривичниот законит и на принципите во уставот на државата. Второ, од самиот материјал може да се види дека господинот Заев цело време бил во тесна и блиска соработка со господјата Катица Јанева, која што очигледно е дека без него не можела да одлучува или да постапува самоволно. И затоа може лесно да се заклучи дека господинот Заев
и господјата Катица Јанева биле во тесна координација и за самиот случај Рекет. И третата работа, ако внимателно го видите транскриптот, господинот Заев јасно посочува зошто му се брзаше на таков нелегален, неделовнички начин да се донесе законот за обвинителство и зошто толку очајно се залагаше 80 пратеници да ги обезбеди да гласаат за да не важат понатаму во иднина нелегално стекнати материјали кои што би можеле да бидат употребени како докази против него во некоја идна постапка. Тоа се моите коментари. Би сакал уште еднаш да го ислушаме материјалот и потоа ќе бидам тука за ваши прашања и одговори. Амбиентот во моментот тоа кога се случува, кад се знае по кои постапки со многу трпение треба да се оди. И го тераме целиот процес. Знае дека на Врховен суд ќе се донесе таква одлука. Без Заев не може да го кажа, почекајте ќе видите одлука на Врховен суд. Тоа се случи одлуката на Врховен суд. Законот за СЈО, што го преговараме, красно го преговараме. Ако се издоговориме, тоа многу брзо ќе му стави крај. Трас готово. Ако не се издоговориме, ќе се заврши на одложен рок, но ќе се заврши одлуката на Врховен суд е донесена. Што се случува во правото? Кога има материјални докази кои што се обезбедени на основа на неовластени и недозволиви снимки. Снимките веќе недозволени и обезбедените материјални докази паѓаат. Таму кај што паѓа се затвара пред мен, тоа е како донесеме пресуда, не со тоа. Што е важно? Кад се тоа узнае? Знае од целиот почеток. Значи, јас Јован Ангеловски беше еден од трите суди во Врховен суд, имаше и други проекти од апелационен суд, што требаше да паднат заради бегството на Сејат Кочан и заради бегството на овој Јован беше онатре. Сум се смирил и сум се договорил со Јово. Точно е, ние бевме блиски, тераме блиски, јас сум таков човек. Прво не верувам секој пат дека не треба, секој пат сум верувал. Оваа политичка битка меѓу СДС и ВМРО и до тука треба да застане. Заради тоа се разговори. Они поминаа границите. Знаејќи го каде се целото тоа, што ќе се случува, они и така се однесува. Знае дека ќе паднат пред него. Знае дека и да не сакамо на помага. Значи готово, нема влезене на утен процес целиот. Со Јово и сум бранал во јавност и сум јадал. Цела јавност знаеше дека власта стои и за Врховен суд сам не може да врази. Повелете доколку има прашања. Дали сте свесен дека со објавување на недостатъчни материјали може да има против вас кривична постапка па да бидете притворен? Јас сум свесен дека господинот Заев и неговата фамилија се прилично влијателни и во обвинителство, и во политика, и во државата, и дека наредувале во минатото кој треба или не треба да биде притворен, но после еден ваков објавен материјал, ако некој треба да биде приведен или во најмала рака повика на распит, тоа е господинот Заев. Повелете. Ако добро ве разбравме, ова се однесува на снимени зашто го зборува на снимени материјали од прислушкуваните разговори, бидејќи колку што можам јас да разберам, се зборува за начелното правно мислење од Врховен и за истрагите кои што се отворени по рокот за Сојузот. Овој разговор се однесува на работата на СЈО, се однесува на тесната координација на премиерот со Врховниот суд при носење на одлуки поврзани со обвинителски предмети, какви и да се би било недозволиво, и се однесува на тоа што господинот Заев и господјата Катица Јанева биле во содејство на блиски соработници за секоја нејзина или негова одлука. Да скратам, господинот Заев преку оваа снимка се покажува дека не бил само премиер, туку бил и врховен судија и специјален обвинител. Тоа не е правна држава, туку тоа е хибриден режим каде што еден човек ја злоупотребува извршната власт за да биде и обвинител и судија. Вие во работните групи не разговарате за прислушкуваните разговори да бидат доказани? ВМРО ДПМН имаше расположение прислушкуваните разговори да се прифатат како индиции и докази за секогаш. СДСМ го одби тој предлог. Повелете ако има други. Носите снимки во обвинителство, има ли нешто од претходните што ги однесовте ново?
Од предходните, таа што ја однесов, господјата Русковска кажа дека ќе ја стави во обработка во случајот против Меѓународниот сојуз, односно за Меѓународниот сојуз, и кажа дека ќе направат проценка за употребната вредност. Тоа беше на моја иницијатива. Се надевам после објавувањето на оваа снимка дека самото обвинителство ќе покаже иницијатива, но доколку затоа и повторно, јас ќе ја повторам постапката и повторно на своја иницијатива ќе го доставам материјалот до основното јавно обвинителство. Доколку нема други прашања, ви благодарам за присуството. Да, повелите. Дали ви е предложено и дали ви прифатиле да сносите овој текст? Немам такви информации, има време, ќе размислиме. Благодарам многу.